Четврта година поред Малински фотофестивал. Кумановчани повторно пред уште еден нов предизвик на убавата фотографија. Со мене во студиото Сандра Трајковска, член на Фотоклуб Куманово, кој што воедно се и организатори на Малинскиот фотофестивал. Најпрвен, Сандра, добар ден и добро ни дојде. Добар ден и на вас и ви благодарам на поканата. Најавивме нешто што ќе се случува, по-конкретно речено во петок. Тоа е Малински фотофестивал. Повеќе за каков фестивал всушност станува збор, да појасниме, иако веќе верувам дека многу најши слушатели знаат. Така, Малинскиот фотофестивал е фестивал на уметничка фотографија кој што е организиран од страна на Фотоклубот Куманово. Има за цел да ги спои сите љубители на фотографијата, значи гарантираме одлична дружба и воедно ќе прикаже извонредни фотографии од врни фотографи. Исто така овој фестивал е единствен од овој карактер во Македонија. Секоја година некако сме навикнати да ја менувате локацијата на изложба на овој Малински фотофестивал, па знаеме дека минатата година беше локацијата или центарот на збинувањето, Центарот за култура. Каде оваа година? Традиционални ова година Малинскиот фестивал нема да биде само во Куманово, туку ќе биде и во Кратово. Во Куманово ќе започне, значи, во просториите на Фотоклуб Куманово, каде што ќе биде свеченото отварање. Потоа наредниот ден, на 10 јуни, ќе продолжи во Центарот за култура Трајко Прокопиев, во Уметничката галерија на Куманово, во Театарот на Куманово, а 10 јуни е предвиден за Кратово, каде што ќе имаме фотосафари, 2 клубски изложби на Фотокино клуб Битола и асоциацијата Мерсин Олба во Домот на култура Лазар Софијанов и во музејот на град Крат. Значи на повеќе места ќе бидат изложени фотографиите, така што распонот на повеќе посетители може да биде многу поголем и да го посетат. Нешто повеќе за програмата на фестивалот, односно колку фотографии ќе бидат изложени, што ќе содржат? Програмата, значи, ќе започне на 9 јуни, како што реков, со свечено отварање во Фотоклуб Куманово и подоцна ќе имаме предавања на тема аналогна фотографија, разлики во аналогната фотографија од Драгослав Мирковиќ. Наредниот ден, веќе на 10 јуни, програмата стартува во 12 часот во просториите на Центарот за култура со меѓуклубската изложба Круг, која што е од надпреварувачки карактер помеѓу Фотоклуб Куманово и Фотоклуб Буфот од Истанбул. Продолжува програмата во текот на целиот ден, кој што е исполнет со предавања, со проекции изложби на фотографии од афирмирани фотографии. И последниот ден, односно на 11 јуни, како што реков, е предвиден за фотосафари во Кратово и 2 клубски изложби. Ке имаме голем број на извонредни фотографии од најразлични теми, значи и црно-бела фотографија и секако вид на фотографии, така да би ги поканила сите кумановчани и сите заинтересирани да присуствуваат, затоа што ќе има одлични фотографии. Еве, љубопитно би сакала да те прашам, кои познати имиња ќе се најдат на програмата на Малински? Уште првиот ден, значи, реков дека ќе имаме предавање на Драгослав Марковиќ. Наредниот ден ќе можеме да проследиме 2 самостојни изложби на Душко Јовановски и Бојан Петровиќ Бокац. Зоран Ѓорѓевиќ ќе има предавања истиот ден и со проекции на фотографии ќе настапат Марина Крстиќ, Владимир Јовановски, кој што воедно е директор на Малинскиот, потоа Бурак Шенбак од Турција, Горан Којадиновиќ од Србија, Томас Окониевски и Премислав Нијепокој од Полска и Боб Дивајн. Одлично. Кога веќе говориме за вашиот клуб, нешто повеќе ќе се подсетиме на последната изложба, која што веќе беше најавена кај нас во просториите на Радио Браво, се работеше за жените и фотографијата. Па еве, користам прилика, ние ја најавивме, но да прашам како помина. Изложбата помина одлично. Кумановчани има чест и привилегија да уживаат во навистина прекрасни фотографии. Тоа воедно беше 8-мартовска изложба, каде што редовно ја организирате како година.
традиционално. Сандра, ти си курсист на фотоклуб Куманово. Ајде појасни ни што имаше во вашата обука, колку време траеше? Фотоклуб Куманово нуди обука на сите заинтересирани млади или не мора да се млади нормално. Така, сите кои што сакат и љубат да фотографираат. Да фотографираат. Јас го започнав курсот во септември, сега го завршувам воедно на Малинскиот завршува нашиот курс. Курсот се состои од два дела, каде што најпрво учиме теорија, воедно има и многу пракса, што навистина мене лично многу ми помогна, а вториот дел изучуваме основи на фотошоп и дигитална фотографија, така да би го препорачала на сите заинтересирани. Што понатаму после ова завршување на вашата обука? Остануваш како член? Јас се надевам секако дека ќе продолжам, затоа што навистина се пронајдов во овој свет и планирам да соработувам со фотоклуб Куманово, затоа што сум презадоволна од нив. Кој ви ги држеше обуките? Обуките ги држеше директорот на Малинскиот, како што го спомена, Владимир Јовановски. Имаше, значи, и други помошници кои што се воедно и членови на фотоклубот Куманово. Сандра, дали сега ќе си испробаш и ти со некоја твоја автобиографска фотографија на Малински? Да, имам изложено, значи и курсистите имаат изложено. Имам изложено 2 фотографии на тумба и една фотографија имам примено на изложбата Круг, која што реков дека е меѓуклубска изложба. Еве, јас наистина ти посакувам многу успех. Може би по некоја блиска иднина ќе дојдеш и ќе ни соопштиш, ќе ни информираш дека ќе имаш и своја сопствена самостојна изложба. Ајде уште еднаш повели, покани ги куменовчани да присуствуваат на вашето отворање на 4-тиот поред Малински фотофестивал. Така, уште еднаш да се заблагодарам на поканата и ги поканувам сите заинтересирани да дојдат на Малинскиот фотофестивал кој ќе се одржи од 9 до 11 јуни со почеток во 17 часот во просториите на фотоклуб Куманово. Кажавме се? Се. Така, нека повелат и нека уживаат во вашите прекрасни фотографии. А тебе, Сандра, ти благодарам за одвоеното време и за учеството во емисијата.